Музичар, композитор, пејач, 40 години музичка кариера. Речиси сите песни се евергрин и хит. Дарио Панковски гостин во студиото на Репортер. Дарио, добре дојде. Здраво, Сандра. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Драго ми е што прифати поканата да дојдеш и уште кога се договаравме за интервјуто, првичниот момент беше Дарио, ајде честито до визет, како помина венчавката. Како се чувствуваш како татко кој што неодамна венчаваше својата ќерка? Па знаеш што ми е мене малку чудно. Јас многу ретко или никогаш не ставам приватни моменти од животов на Инстаграм или на социјални мрежи, но ова беше појако од мене поради мојата слабост ќерка ми. Сакав да ставам за да си направам еден кейф, беше посвета само my girl, јас и она. Значи не беше тоа, не знам колку слики и какви настани, но испадна дека од тие објавени 2 слики, 3 слики, се направи една поголема фама по социјални мрежи, по портали, па луѓево дозна, па баш онака широк круг на луѓе. Дури ми е малку чудно и непријатно, незгодно, не се осеќам комфортно кога сите знаат што приватно се случува кај мене. Така да убав момент, убава работа, супер помина све, беше прекрасно стварно и сега одиме понатаму. Венчавката беше во Охрид, ама допрва ќе биде свадба. Порталиве направија малку хаос. Знаеш, ќе кажеш на еден, па вториот ќе превземе од првиот, третиот од вториот, десетиот од седмиот и на крај ќе испадне каша попара. Фактички едни пишуваа свадба, други пишуваа од Охрите, човеков, не знам, трети, не знам што. Значи, едноставно нивна желба беше да биде во Охрид, на вода, во тоа нивно црквиче заштитничко Света Петка. И инаку се двајцата тука, двајцата се скопјани, нормално. Убава направивме забава, една убава, романтична, весела вечер и ноќ беше тоа на вода. И мислам дека се беше како што треба. Тоа беа најосновните овие податоци за Запеа ли ти на веселата ноќ на вода или се чуваш за свадбата? Јас не знам луѓето како мислат, обично луѓето мислат дека пејачиве кога ќе отидат негде и одма се фаќа за микрофон и пеат. Јас сум тотална спротивност на тоа. Значи, тоа е наша приватна веселба, забава, вечера, не знам што. Едноставно седевме со многу близо круг на луѓе, беше тоа малку луѓе беа. Уживавме, буквално уживавме во секој момент, во да го запамтам, не сакам да сликам, тука сакам да ги запамтам моментите. Така да беше така интимно дружење, спонтани муабети, смеење, никакви пења, никакви гламурозни настапи, немаше ни музика жива, некоја специјална, си слушавме некој музиче убаво за опуштање и стварно беше онака тип-топ како што треба, урбано, културно, фино и дискретно. Добро, тоа беше венчавката на твојата ќерка, ма сега ќе те вратам 31-2 години наназад, да се обидеш да се сетиш, претпоставувам дека ќе се сетиш на твојата свадба и како ја побара за сопруга Бојана. Со која си 33 години има брак. Па да, 33. Од време на временски да те раздвижа малку. Тоа време, тогаш беше уште Југославија. Значи, одевме цело друштво, тука сите роднини пријатели, отидовме до Врање, кај неа. Немаше граници, немаше ништо, едноставно пали школа и идеш тамо. Значи беше стандардна, класична свадба, ништо посебно сега измишљаат бесни глисти, све нешто, ова ќе има, она ќе има. Најнормална свадба, ја зимаш девојката од дома, регистрација, свадба, хотел, музика, така, најнормално. Ама пред да се решите за свадба, како почна љубовната врска? Јас знам дека било некаде во диско, во турист, на сценки, сега некоја приказна. Врската беше исто непланирана и спонтана тотално. Ние се запознавме бидејќи Бојана е родена во Ниш, а инаку живееше во Врање и се уште се тамо незините. Дошла тука како студент на педагогија во Скопје. Сосем случајно, без никаков план, договор, се запознавме во дискотека Турист, оние што знаат, деца немаат појма, нема да им објаснам што е тоа. Се запознавме тамо спонтано преку мојот голем драг пријател Драган Б.С. Костич, кој тамо беше шеф на дискотеката и диџеј. Се запознавме, не знам како, тука седевме во Сепаре, имаме нов лик, се запознавме, окей, ајде ќе отидеме вамо на пијачка тамо. Бевме, тогаш се одеше, кој излагавме, ние излагавме прво у еден кафич, искачаш околу 8 у еден кафич,
па у втор кафич, па у трет кафич, па после трет, четврт кафич идеш у диско или негде покасно. Така да после измеѓу вториот и третиот кафич негде, ја поминувавме улицава Тазе за познаени, ова булевар ЈНА тука што е во центар. Так. И нормално тука шибаат коли од кај црква таму. И јас си викам, дај ми рака да поминеме, да не те удри некоја кола. Ја фаќам за рака и викам пуштање нема. Толку беше цела вечер, останавме така, значи немаше никаков вербален муабет. Так. Сакаш, некеш, ајде, кога, како, него едноставно прекјутно само по себе си дојде. И до ден денеска се држиме за рака. 33 години били се држиме за рака, како Само во брак. А само во брак, до. Како се носела со твојата популарност ни сите овие години? Колку ти била поддршката во сето тоа што го работиш, при тоа имате и две деца, нели? Чим сме после толку години се уште заедно, во најнормален брак, значи дека била голема поддршка и имала големо разбирање. Так. Затоа што таа израсна две деца, растеше две деца дома, јас бев во најголемата популарност, нонстоп по концерти, по настапи, по реви, по не знам каде се, но очигледно дека сме се разбирале и сме имале доверба еден во друг и никогаш не сме имале некаков спектакуларен сукоп како што обично нели овие личностиве јавни им се случува демек. Јас никогаш не сум се гледал себе како не знам некоја огромна недостижна звезда затоа што тука сме во оваа земја, па да не кажам во мојов град, тука сите се знаеме, градски луѓе, така да најнормално се осеќам кога одам низ Скопје, се осеќам како да одам у двор. И па да те вратам тогаш малку на оние пубави времиња некаде во 80-тите години ја започна музичката кариера со групата Бонтон. Да. Идоли ви биле Дюран Дюран и стилот на облекување, по стилот на облекување сте се разликувале од сите останати. Од каде беше идејата за оние облеки со кои што сте настапувале? Кој ви ги правил фризурите? Па ние, знаеш како, ние тоа све сами ги оправивме. Тогаш во тоа време не постоја стилисти. Така. Постоја бербери и фризерки. Имавме пријателки фризерки кај кои одевме, не шатира. Например, ние се шатиравме секој месец, за да не биде тазе тоа бело шат. Па нормално, па нормално. И тоа тој тогашен бланш на времето, па тоа ти гори главата, па те забораиле, па но секој случај правевме за тоа време, значи ние сме правеле, сме инвестирале во себе, сме правеле се да бидеме интересни, да бидеме поразлични од другите. Немаше такви типови во земјава. Значи, ние бевме по углед на времето Дюран Дюран, Кајджа Гугу подоцна излегоа. Значи, пратевме еден светски тренд со гардероба. Ние гардероби наоѓавме како знаеме и како умееме. Значи, немаше тука такви гардероби. Ни носеа луѓе од странство, позајмувавме од пријателки, од другарки, дури и женски ствари сме зимале, па марами, па чуда, само да заличиме и личевме на оние светски фаци кои во тоа време беа трендовски во музиката, во музичкиот свет. Значи, сакавме да бидеме поинакви, но не декадентно поинакви, како што сега се случува, само некоја глупост да се измисли, да не личиш на ништо за да бидеш поразличен од нормалниве. Так. Него ние бевме, па сакавме да има естетика тука, во нашето понашање, во нашиот настап имаше некоја естетика, некоја убава енергија, немаше никакви дрскости, немаше безобразлуци, вулгарности и така натаму. Едноставно имаше една линија, едно ветре кое сакавме да го повлечеме од светот и да го донесеме тука. И бевме атракција во тоа време, стварно. И добро кога одевте по кафичи, не знам, во тоа време кои биле популарни места каде се излегувало во Скопје, кои ќе се појавевте така облечени со темни научари, како реагираа вашите сограѓани? Види, во тоа време бевме као папагали. Али папагалот има една убавина, една убави нијанси. Значи, ние одевме во сред лето со специјално ни правеа, шиевме чизми специјално платнени, по нарачка, кои сме ги виделе негде, високи чизми до овде, онакви јахачи, со шалвари огромни, панталони одевме, жути шалвари, тиркизни чизми, не знам, плави, бели блузи, марами у боја, шатирани ко канаринци у главите и плюс на све тоа и темни ночари навечер у ниедно време. Значи, тоа беше авангарда некоја.
авангарда и сега веројатно некои мислеле дека не сме нормални, некои мислеле дека, тие барем ги знам, кои мислеле дека сме некоја авангарда, дека сме интересни, дека сме некои урбани ликови нови. И беше убаво, беше атрактивно. Во секој случај не можевме да поминеме незапазено. Добро, со Бонтон имавте еден куп хитови, настапувавте на Макфест. Како беше да се биде популарен во тоа време и колку песни имате позади вас како... Па со Бонтон имавме доста песни, не премногу, но имавме за тој период имавме многу песни. Од кој ден денеска нашите генерации сигурно ја памтат првиот наш мега хит "Добрите девојки не го прават тоа". Да. Тоа беше спектакуларна песна, дури беше за тоа време, кога денеска ќе слушнеш рапериве што све глупости тресат и колку се вулгарни, "Добрите девојки не го прават тоа", дури бевме литературни, не го прават тоа. Точно, правилно акцентирам. Да, па не можеше тогаш да одиш да снимаш нелитературно да пееш во радиотелевизија Скопје, сегашната македонска радиотелевизија. Мораше се да биде како што треба. Тоа беше еден огромен чекор, и текстуален, и музички, и аранжмански, и визуелен. Спот снимавме тогаш, прв спот. Преполно девојки, базени, снимаме, сите шарени, све тоа беше, стварно личеше на некој Pop of the Tops во Лондон, така. И беше, не знам како да ти кажам, значи, беше фантастично. Целата таа приказна беше фантастична. И добро, со огромен жар и емоции раскажуваш за тие убави времења, зошто се распадна групата Бонтон и дали некогаш издадовте албум? Па тоа беше точно, го погоди моментот, ние бевме не на чекор, на милиметар од издавање на првиот албум во Македонија за продукцијата, за македонската радиопродукција. Но не излезе ништо тоа. Имавме песни спремни, почнавме да ги снимаме, да ги спремаме. Нешто се случи, тогаш не ми е нејасно, бевме многу млади. Зошто не излезе ништо од тоа? Не ги доснимавме сите песни. Не направивме договор со македонската радиотелевизија, тогашна радиотелевизија Скопје. Не знам од кои причини, дали од некои приватни, дали од некои суети, дали од некои љубомори, дали едноставно судбината така сакала. Стварно не можам никого да окривам. Едноставно не го снимавме тој албум, а бевме спремни психички и музички со песните. И за млад човек тоа е страшно големо разочарување, депресија, мислам дека тука паднавме многу и едноставно престанавме да работиме. Престанавте да работите како Бонтон, ама ти продолжи како Дарио, соло кариера. Дали тогаш поголема беше заработката од она време кога настапуваше со Бонтон и како кога се реши да настапуваш како Дарио, знаеше дека навистина позади себе ќе имаш хитови, еве до ден денес ќе одржиш 40 години музичката кариера? Па се до МиГ-20 со Дарио и МиГ-21 немаше тука имаше некои хонорари, стално имало некои хонорари, али све е тоа онака за пиење, за излегување. Не знаев дека ќе направам хитови, дека ќе имам кариера толку. Едноставно остануваш сам. Само Дарио си, нема веќе група. Друго е кога ќе отидеш на проба, 4-5 души, па имаш една заедничка енергија, па се потикси даваш еден на друг, ветар во грб. Беше интересно и чудно кога си сам, но се навикнав брзо, после дојде Дарио и МиГ-21, тогаш излезе конечно тој прв носач на звук, тогаш беше касета во мода, и тука излезе таа касета која се викаше Бактерија, што е најважно и што многу луѓе знаат. На тој албум беа Косоока, Ладна како камен и Викни ме на чај, трите најекспонирани песни. Косоока како еден од дефинитивно и по мене најголемите хитови, ама ти не си мислела дека таа песна ќе биде хит, или? Да. Зошто? Не е таа песна правена. Знаеш што е проблемот? Не е проблемот, него што е чудно. Порано, не знам како тоа ќе им звучи на музичареви или на луѓе, порано некако знаевме која песна ќе биде хит. Некако се знаевме што луѓето сакаат, што луѓето слушаат, знаевме што се слуша и правиш песма, оваа ќе биде хит. И 90% немаше отказ стварно. Например, Ладна како камен сум ја правил да биде песна хит. Фанкерска со рефрен ударен кој се повторува 100.000 пати и беше хит, да. А Косоока е направена така, како песна, инспирација, не знам, дури е целата таква закукуljena мутна со текстот, да, имагинарно нешто постои, не постои, има, нема, допираш, не ја допираш, ја има или ја нема, никој не му е јасно.
И песната стана хит, но и треба Топ-топова, хит-хитова, 2-3 месеци и требаше. така. Да. Ладна како камен и викниме на чај избија одма прва, првите така. недела две. Тогаш песна стануваше хит за 2 дена. Ја пушташ на радио, луѓето ја знаат, ја прифаќаат, ако е добра нормално, и ти веќе имаш хит за 48 сата. Денеска од толку голем наплив не можеш да процесуираш во глава све. А косока, пошто е малку потешка и малку покомплицирана, и требаше малку ветар во грб, ја бутна и мислам дека ја бев прилично лично изненаден од каде Косока сега сите ја бараат и стана хит, кога внатре има војна и мир текст. Така, Многу. да. Дупла водка сакам да ја споменам, исто една од моите омилени песни, ама претпоставам дека и за таа песна имаш приказна. Колку сметаш дека eti таа песна ти е на некој начин пресвртница во музичката кариера? Да. Од причина што со Тоше Попсимонов сте се негодувале околу текстот на песната. Да. За дупла водка, јас имав текст кој беше исто така, веројатно таков ми бил периодот, многу еден тежок текст, социјален, нешто слично како какви се ова времења, ако добро ми текнува, затоа што тогаш беа оние транзиции, осамостојување и така натаму. Но песната ја слушна музиката Тоше, Поп Симонов, јас бев спремен со текстот, го виде текстот, ми го остави текстот, рече почекај малку одмори, отиде од студио горе во куќата. Јас кој знае што сум правил, не знам, саат, 2-3, и човекот се симна со тотално нов текст кој ми беше мене шок. Нели, онака прилично кафански, не бев спремен на тоа, затоа што човекот напишал дека дупла жта, у оригинал дупла жта требало да биде. У наше време сите шминкери у градот пиеа само или шток, или векја, ретко кој и виски, или узо, но никој не пиеше жта. Жта беше селјачка пијачка, никој не пиеше тоа. Мислам, многу беше глупо. Така да, ја категорично, иако тој инсистираше, категорично одбив дупла жта и жута, нека е скопски џабе, и рековме, ајде нека биде нешто универзално, што е водка, така да... И еве водка до ден денес е песна која... Да. На едно место прочитав дека велиш ако некој сака да дознае нешто повеќе за мене и за мојот живот, треба само да ја слушне песната Човек без спомени. Да. Колку е таа твоја автобиографска песна? Таа песна е 110% автобиографска песна моја. Единствена песна која е напишана лично за мене. Сите други се инспирирани од некого, од нешто слушнато, дознаено. Таа песна е напишана конкретно најлично за мене. Добро, зошто Човек без спомени? Претпоставам дека е тоа тема за која што ретко зборуваш, ама еве, да те вратам назад, на 8 години си останат без мајка и целиот твој живот, велиш, сум се грижал за некого. Сега вака кога си ги вратиш сите тие работи назад и кога си ја слушаш песна и си ги гледаш своите деца, што си велиш? Па нешто што ќе си викаш, не можеш да... Знаеш, тоа е еден тежок период, тажен период, кога ќе се навратиш, и песната е затоа и напишана. Дури и спотот буквално ти го раскажува, ти го црта мојот живот, како се одвивал. Значи, луѓето кога ќе те видат на сцена, кога ќе те видат среден, популарен и така натаму, си замислуваат некои, кој знае какви идеи, но напротив, било многу тешко, било многу напорно, воопшто не било лесно, но ете, од таква една средина, сум успел да излезам и да направам нешто сосем сам. Значи, никој не ми помогнал, нема татковци, мајковци кои плаќаат бесни пари, коли, да успеат деца во живот. Не, од ништо буквално сум направил нешто. Едно време имаше и кафич МиГ-21, така се... Да, имав кафиче на 4 години во центарот на Скопје. Зошто се откажа од угостителскиот занает или бизнис, како се вика, не знам? Не сум ја за угостител. Тоа беше една ризична комбинација. Тука брат ми дојде од странство и брат ми ме натера, ајде да отвориме нешто кафич заедно и така натаму. Тебе те знаат, јас ќе инвестирам, ти ќе инвестираш, ти со името повеќе ќе бидеш тука.
И направивме една интересна приказна, но не сум јас за угостител, јас не можам да угостувам луѓе, јас сум тип кој сака да го угостуваат, кој сака да седне, да се напие, да му донесат, да го... Така да видов дека не сум за таму и го продадовме тоа. Добро, работеше едно време и во Космофон, колку тоа што беше популарен, да речеме, ти помогна, ете, и таму да се наметнеш како... Па добро, популарноста многу влијаеше на моето влегување во Космофон. Добро. Првично е, после нормално. Јас таму бев долги години во еден прекрасен PR тим. Имавме фантастична екипа, фантастичен млад тим. Бевме како еден сите, работевме фантастично. Фирмата беше тогаш феноменална како фирма. Имаше ни преубави, препаметни млади луѓе, еден тим кој можеше да победи секого. Но ете, понатаму почнаа тие бизнис, продажби, препродажби, еден на друг, на трет, на четврт. Луѓето се разотидоа, секој по својот пат и таму не сме веќе одамна ни јасни многу од тие фини луѓе. Сакам да споменам и времето кога работеше во Окта. Вистина ли дека имало приватно радио, си би работел како новинар во приватното радио и си пуштал музика за вработените таму? Да, тоа беше многу одамна. Бев како новинар во тој фабрички рафинериски вестник, бевме два-тројца таму. Нешто пишувавме, помеѓу пишувањето, јас имав обврска и тоа беше како едно локално радио, локална радиостаница, каде што едноставно оние силни вработени кои таму работат, нормално треба некој да им каже некои новитети, новости што се случува, да им пушти музика, да ги расположи малку. И тоа беше така, по едно 2 сата во денот, функционираше тоа многу фино. Да, тога се пушта плочи, касети, тоа забавњаци, народњаци, од све по нешто беше. И нормално тука ќе им исполниш некоја желба, мерак некој, ја молим тоа напушти ми. Мерак на вработените. Да. Колеги бевме сите и тоа беше интересно, да. Дарио, колку си висок? 195 см. Имаше ли проблем, имаш ли се уште проблем или некогаш дали си имал проблем со обирање на гардероба или не си од оние? Не сум ја од оние најголемите. Да, можеби за некоја нормална висина изгледам висок, да, точно, но за високите не сум, затоа што сепак можам да купам одело, можам да купам кошулја, немам проблем никаков, значи можам се да купам. Единствен проблем ми се верували или не фармерките. Фармерки наоѓам за мене еднаш во 5 години и тогаш купувам. Поише пара за да траат. Затоа што имам малку подугачки нозе него што треба. Тоа е сонот на манекенките сите. Ама ја не сум манекенка, така да тоа ми е малку тие 2-3 сантима ми се стално вече ти проблем. Добро, еве прескако те приметив кога седнав, обично високите луѓе имаат проблем со нозете кога влегуваш во авион каде што е малку потесно, како се... Тоа, автобуси, авиони, тоа е проблем, стварно проблем. Па и кола, мораш да пазиш да е нешто пошироко, да можеш да седиш. Така да, проблем е се снаоѓаш. Ако можам некако да искалкулирам да седнам на страна кај што можам да пуштам нога, да. Иначе е проблем во кино. Дали си од оние мажи кои што сакаат да готват и знаат да готват? Не. Не. Мислев кај сега јас рецепти, не. Не сакам и не знам. Можам да помогнам и помагам, сакам да помогнам, не е проблем, но едноставно никогаш не сум готвил и не знам да готвам. И сега тоа е, на вас жените идеални ви се мажите што знаат да готват. Не мислев така. Да, така и на жена ми тие се виделам како готви. Па добро се, што да правиме? Ја правам па многу други работи што не правам. Што други не прават, така. Две деца, дали си бил сега се, пошто се возрастни, дали си бил строг татко и колку си бил попуслив, да речеме, кога биле помали? Не строг, но многу педантен и принципиелен. Значи, од секој сум сакал се да биде и се уште. Се на свое место, ништо расфрлано, све да биде педантно, средено како што треба, чисто. Тоа е пострашно од тоа да си строг? Па сега, јас си кажувам искрено, не сум бил нешто строг, да не смеш ова, не смеш она, мада ја контролирав керка ми кога почнуваше со пубертетските времиња, тука беше страшно стресно за мене. Каде ќе оди, со кого ќе оди, каде, како, па сите менаџери беа под дискотеки известени која и како е да ја пазат, со кого влегува, кога си оди да ми известат. Така. Но тоа беше така добронамерно, барем ја така мислам и така е. Значи, не сум бил нешто престрог, но сум сакал да бидат воспитани, културни, ненападни и мислам дека и ден денеска имам 2 прекрасни деца кои се веќе
возрастни личности на кои сум стварно горд за тоа што се едни урбани ликови, едни градски одгледани деца кои знаат да се однесуваат, кои знаат да кажат добар ден, кои знаат да кажат како сте, што во денешно време е огромен успех, тоа многу ретко го знаат луѓето, младиве. 40 години за крај музичка кариера, дали планираш голем концерт? Сега на крај ме уби со најтешкото прашање. Зашто? За Да не тоа ми ти што- дадоа пари од За тоа што очигледно јас колку и да сакам, многу луѓе сакаат, многу луѓе каде и да се појавам, кога концерт. Јас сега ќе ти кажам една сурова истина. Од 2 милиона во Македонија, да речеме, проксимативно, ако им речеш дали сакаат гратис едно моје CD и гратис карта за концерт, сигурно 1.800.000 ќе ти кажат да. А ако им кажеш дека треба да дојдат на концерт и да платат карта од 500 денари или 400 или 1000, тоа ќе биде, не знам, можда неколку илјади луѓе. Значи, тука е малку проблем. Во оваа земја мора народов да се научи да има едно државотворно чувство за идентитет и за свое. Така. Нашиот народ се уште не знае и не верувам дека ќе знае, за жал, да почитува и да сака и да го цени и да го плати своето. Значи, своето не го почитува тука никој. Туѓото е секогаш подобро, Така. за туѓото се плаќа поскапо. Сега се вадат на тоа дека музичариве од странство многу вложувале во себе повеќе. Да, затоа што на концерт на еден хрватски или српски музичар, македонецот не му е проблем да плати 1000 или 2000 денари карта. За македонски изведувач му е тешко да плати 200 денари карта. Па како да вложиш во себе, кога тоа најпластично го објаснувам. Значи, ние вложуваме, јас сум вложил во себе многу и вложувам колку што се можностите, бидејќи јас се трудев од петни жили да го направам тој концерт. Државата не беше заинтересирана, градот Скопје, тоа не сум го кажал, не беше заинтересиран, дури не ми вратија ни одговор зошто, како. Големите фирми, најголемите фирми во Македонија, со кои индиректно исконтактирав, исто не покажа некој голем интерес. За 40 години кариера константно успешна музичка. Еве, за да не кажеш дека најтешкото прашање го остив за крај, ќе ти поставам само уште едно, остана доследен на тоа да не настапуваш по кафичи, по кафулиња. Никогаш. Никогаш? Не. Зошто? Затоа што не е моје ниво. Така. Значи, едноставно, јас сум почнал кариера да правам за да излезам на бина, со лајт шоу, со светла, со вокали, со група, со бенд и голем број на публика да дојде да ме гледа и да ужива во тој спектакл. А не да дојдеш во кафич со пијачка или во ресторан додека вечераш јас да ти пеам, тоа нема никој да го доживее. Така да нема едноставно да си го дозволам тоа, ќе настапувам само на голема сцена и тоа е тоа. Колку ќе бидам во можност ќе видиме, но ќе држам до себе и останувам тој што сум. Дарио, ти благодарам на убавиот разговор, искрено ти посакувам еден концерт за 40 години. И јас си посакувам, музичка да. кариера. Може ајде муабетов ќе. Ако не ќе сега допре. подоцна, Да. битно ќе го направиме веројатно. Секако ти благодарам што дојде во студиото на Репортер. Фала многу, поздрав. Поздрав.